Во Народниот театар во Гевгелија гостуваше ансамблот од театар Куманово со представата наречена Љубовна терапија во режија на Драгана Таневска. Модерна и романтична во исто време, комедија која открива многу. Во неа играат актерите Марко Трајковиќ, Александра Михајловска, Никица Јанковски, Матеј Стојковски, Жарко Јовановиќ, како и Владанка Димовска-Крстевска, која се крие во ликот на младата Сара. Пред се голема благодарност до Домот на културата во Гевгелија, што не покани да гостуваме со нашата представа Љубовна терапија. Оваа представа е создадена за Денови на комедија, фестивалот кој што се случува традиционално секоја година во Куманово. Станува збор за модерна, романтична комедија во која што гледаме најразлични ликови кои што се трудат да се пронајдат себе си преку конекција и поврзување со други луѓе. Мојот лик е ликот на Сара. Станува збор за млада и изгубена девојка во целиот тој процес. Доктор кој ги решава проблемите, а и тој самиот е принуден да ги реши своите. Дали е тоа можно, ни нуди одговори актерот Жарко Јовановиќ, кој се криеше во оваа улога на доктор. Романтична комедија. Јас, на пример, во комедијата играм лик кој што е доктор, и кој што треба да ги реши проблемите на, тој е терапевт во терапијата, да ги реши проблемите на сите негови пациенти кои што имаат проблем. Меѓутоа и самиот тој си има некои своји проблеми и од тука започнува комедијата. Всушност, кога тој што треба да ги решава, всушност е оној кој што ги испоставува самите проблеми. И се поставува едно прашање колку терапијата може да помогне, дали таа е потребна денес, што решава терапијата, колку таа може да помогне во љубовта како тема, доколку таа носи некои своји проблеми. Знаејќи за тоа, колку е важно љубовта да е заемна, се наметнува прашањето дали самата љубов може да биде терапија и дали терапиите можат да ја подобрат љубовта помеѓу поединци и поголеми човечки маси, вели за представата драматургот Симона Тоскиќ. Работи за текст кој што обработува две главни теми, тоа се запознавање преку апликации и одење на терапија. Значи, како љубовта треба да ја споделуваме, дали таа е наш пријател или непријател, и како да ја поделиме насекаде околу нас. Како што се додава во известувањето Народниот театар во Гевгелија, од друга страна, ако љубовта е двигател на светот, тогаш дали едно впернување на пиштол може за момент да го запре неговото движење и да остави последици? Одговорите на токму овие прашања се наоѓаат во оваа комедија.